Денес разговараме со Јулија Милкова и Анкица Бенинова. Добре дојдовте. Актерки во Струмичкиот народен театар. Па како за почеток, кажете ми што има ново во културата во Струмица, дали подготвувате некоја нова представа? Во моментот ја чекаме програмата да излезе за тековната година. Затоа немаме подготовки и играме представите од минатата година репертуарно. Така? Да, јас би сакала да кажам дека по незгодата во Турција и Сирија, репертуарот за февруари ќе оди цел хуманитарно, значи секој гледач кој ќе дојде да гледа било која представа, неговата карта ќе оди хуманитарно за настраданите во Турција и Сирија. Ама јас не знам кои представи ги имате сега на месец февруари. Сега следна недела имаме Циркус Пирандела и потоа имаме Кора од Портокал. Циркус Пирандела и Кора од Портокал се представите кои што ќе може да ги гледате на репертуарот на Струмичкиот театар. Јулијана Милкова и Анкица Бенинова се гости во Europe House Струмица, благодарно со уште еднаш кој што возможија да го реализираме овој каста, секако со актерки кои што добро се познати на струмичката сцена, пред се во културните редови или на театарската сцена. Ова намерно го постави како прашање со оглед би сакал да почнем од тоа колку маркетиншки успевате да вие сте актери, тоа може би улога на некои други, но сепак вие како индивиду и колку маркетиншки настапувате да им кажете, знаете, вечерва имаме представа да дојдете да ја видите и така натаму и така натаму. Успевате ли да ја анимирате струмичката јавност, но и пошироката дека имате представи на театар? Јас мислам дека најголема работа во тоа врши Facebook, Instagram, барем нашите лични профили, барем јас лично, најмногу заради тоа имам Facebook профил, така и се отвори и го направив, да можат луѓето да видат. И покрај тоа што има служба која што треба да се грижи, нели, за тоа. Имаме сектор маркетинг кој што треба да ги прави тие работи. Да не остане само на нас кои што играме во представите или знаеме што има на репертуар, па на секој само да постираме, имаме вечер представа, имаме утре вечер представа, имаме репертуари и така. Но се трудиме и мислам дека тоа успева, да. Да. Анкица, има ли таква работа до сега? Види, Анкице, не успеавме до карта, до билет, па може ли некако да средиме, да набавиме билет за представите кои што ги има на репертуарот на Струмичкиот театар? Мислам, ќе се вратам малце на прашањето што ја го поставивте на Јулија. Според мене многу слабо функционира маркетингот на Струмички театар, заради фактот што не се само социјалните мрежи маркетинг, значи мораме со управата малце повеќе да се грижиме за маркетингот константно. Ние сме слаби со средства, веројатно, не знам, за да може да маркетиншки малку посовремено се стига до публиката. Јас мислам, извини што ќе те прекинам, ми сме слаби со кадар во тој. Да, слаби сме со кадар и човек кој што ќе се бави стара. Не само за маркетинг и во Струмичкиот театар и во целиот дом фалат многу вработување кои што ќе си ја работата. Например, кај нас сега, ако можам да кажам, кај нас фали шминкер, фали фризер, фалат многу работи кои што ние актерите сами ги правиме. Ти доаѓаш на работа и не се посветуваш само на тоа што е твое, туку се посветуваш на уште 100 други работи. Мислиш дали ќе дојде публика, дали нема да дојде публика. На прашањето дали луѓето бараат карти плюс, тоа се случува исклучува и најчесто само кога станува збор за комедии. Тука секогаш сме фул, тука секогаш се бара карта плюс. И јас им кажувам на луѓето, јас не ги цртам картите, јас не произведувам карти, јас не пуштам на влез публика и не можам да набавам карти плюс, толкава е бројката. И пак ќе кажам, комедиите се многу посетувани, додека другите представи се малце послабо. Ама пак не можеме да се пожалиме, имаме публика. Може да имаме многу повеќе. Има зависно од темата, не секогаш само комедиите биле посетувани, значи јас сум сведок на тоа како семејните драми се биле посетувањето. Боркман беше многу посетуван. Ама не е хаос како за комедија, хаос за карти да се најде карта. Нормално е, ама значи имаше посетеност, така да. Сметате ли дека ако се обрне, пак ќе се вратам на таа промоција, ако се обрне малце повеќе внимание во смисла да се укаже на содржината, да се промовира малце што е содржината и поентата на таа представа. Јас, например, како
Коро од портокал не ми значи ништо. Меѓутоа, ако има кратко сиже за представата, можеби ќе се пројави кај мене интерес да дојдам да ја видам таа представа. Има. Така, таков тип на промоција сметате ли дека ви фали на вас како Да, институција? најчесто има, значи кога постираат за премиера на официјалната страна на Facebook на театар Антон Панов, се разбира дека има кратко сиже, кое што колку што јас можам да забележам, потоа не се повторува. Само како за премиера. Да, само колку за премиера, а треба да стои, затоа што, како што кажа, во право си, малку е конфузно, специјално за Коро од портокал, каде што плакатот предизвика нешто што не можеа да го разберат зошто е тоа така како што е. Значи, тој плакат каде што актерката Јулија се појавува во Долен веш, и сите мислат дека во представата ние играме по Долен веш, што треба да дојдат и да видат. И не им е јасно што значи тоа Кора од портокал. Да, во право си, треба, има такво објаснување дека Кора од портокал е целулитот кај жените и сето тоа што сакаат да го прават, затоа и наменски е направен тој плакат во кој што нема ниту фотошоп, ниту ништо употребено. Значи, доколку дојде некој ја види представата или прочита тоа што треба да се објави или реобјави, ќе му биде многу јасно И женската популација ќе има интерес повеќе да така, ја гледа и дека тој представата. плакат има уметничка вредност, а не продавање на тело или не знам што. Можам да забележам, извини, Мери, слободно. Можам да забележам дека последниве неколку години, да ја исклучиме некако корона кризата, кога бевте на некој начин во пододредена улога заради нели таа пандемија, добивам впечаток дека последниот период некако заживеа репертоарот на Струмичкиот театар, што не беше случај во претходните години. Некако се сведуваше претходно премиера со 1 до 2 реемитувања, и максимум и 5, по зависност нели сепак и од типот на представата. Да. И од интересот на публиката. На Така е. Но сега некако добивам впечаток дека независно од интересот на публиката вие имате редовен репертоар. Колку на Струмичкиот театар му недостасува тој редовен репертоар? Па, му недостасува редовен репертоар, колку што му недостасува и добра представа. Да бидеме реални, значи ако публиката нема интерес за некоја представа, значи залудно е да се става на репертоар, затоа што можеме да се доведеме до ситуација кога ќе имаме 5 луѓе во публика. Значи да бидеме искрени, јас ќе бидам најискрена, не секоја представа буди интерес кај публиката. Значи можеби се погоди последните години да буди интерес кај публиката представите кои што се на таковниот репертоар. Затоа што Значи тоа дека кога се креираат тие годишни програми треба внимателно да се детектира и вкусот на публиката од овој реон. Што и треба, што и треба на Струмица, што и треба на публиката. Што и треба и на актерите, треба да се прави компромис, затоа што ако на публиката и треба само комедија, не може во Струмички театар да се игра само комедија. Значи, мораме да балансираме. Треба да има и комедија. Не велам не. Мора да има фестивалски представи. Мора да има фестивалска представа, мора да има семејна драма, мора да има детска представа. Да не заборавиме, ние немаме детски театар тука. Како ние ќе едуцираме таа млада публика? Ако немаме детски представи, мора да имаме и детска представа. А детска представа се прави и тоа како со висок буџет, да не се лажеме, денешниве деца, значи какви цртани гледаат и што се не гледаат. Не можеме ние веќе да ги лажеме децата со некој импровизирано дрце на сцена. Значи тоа си сака сериозен буџет. Така, значи сепак недостасува одреден тип на представи, да? Не само што недостасува одреден тип на представи, него недостасува и театарот кој што треба да биде некогаш изграден. Заради тоа што некогаш 11 декември. Да, не знаеме која година, 11 декември. Јас колку што знам од прилика 40 години Струмичкиот театар е привремено некаде. Прво бил во Дом на Арама, подоцна во Домот на култура. И 40 години ти да немаш собствен дом, а си институција која што постои многу години, тоа е многу лоша. И вечно имате конфронтација. И вечно имаме проблем, да, има многу манифестации, има други сектори кои што си имаат потреба исто од сцена, ние многу пати не можеме да пробаме, ние немаме термини за проба, немаме термини за представа. И не можеме да имаме ние репертоар како што имаат другите театри полн со представи заради фактот дека сцената мора да се издава на разни здруженија, на училишта и на разни манифестации. И заради студот меѓу другото. И заради студот. Значи овој месец, еве јас бев да гледам пред некој ден представа
Од таму работам, знам колку е студено и во публика е студено. И како публика, и како актер, секако е студено. Значи не може да се загрее тој објект во овие минусни температури. Значи просто е неиздржливо. Да. Имам едно прашање некако мој впечаток од оваа новинарска кариера, иако морам да признам дека некако културата ми е малку послаба страна во моите извештаи. Ке треба да се коригира тоа. Се согласувам. Но мој впечаток е дека некако публиката како да е жедна, ревностна да се појави на премиера, отколку да биде на втора или трета преса или од реемитувањето. Зошто е тоа така? Зависи. Мојот впечаток не е баш таков. Може би заради тоа што во минатото премиера, како што се случи сега со Кора од Портокал, после премиера немавме реприза затоа што се подготвуваше друга премиера и немаше простор и сцена кога годината требаше да излезе и следната премиера. Значи, не толку колку за премиера луѓе доаѓаа на билетара и нас не прашуваа кога ќе има реприза. Не заради тоа што не биле на премиера, туку сакаат да гледаат репризи. Сега ние немавме реприза, 2 месеци пауза. Еве сега ќе имаме на 20 реприза. И тоа си тече. Но генерално некако тоа е мој впечаток, реков дека можеби културата не дека нема и така. Има. Некако поголем интерес за премиерата. За да бидат видени, го знаеме тоа. Ама нека доаѓаат и нека бидат видени, мене ми е Битно е важно да дојдат, а дали културата. било за да се види тоалетата или не, мене тоа не ме интересира, сакам да има публика да дојдат да видат, да се образуваат и да уживаат. Да, Мене тоа тоа не ми е важно кој зошто дошол во театар. Тоа би било и некој моето наредно прашање. Колку струмичани имаат сенс за култура, колку баш како што кажате, посудуваат представи само за да бидат видени или навистина сакаат да се издигнат на некое културно ниво? Што сметате? Има секакви. Значи има и такви кои што доаѓаат за да бидат видени, има и такви кои што доаѓаат едноставно да уживаат во представата и да се издигнат културно. Значи мене лично ако ме прашате, публиката што доаѓа на премиера, официјалната публика, според мене, не да кажам најлошата, ама ми е најпасивна публика. Јас имам впечаток во последните примери. Ќе ви кажам, значи на Кора од Портокал мислам дека баш и немаше толку протоколарна публика. И представата ни помина многу опуштено, тоа е моето чувство. И публиката беше многу задоволна. Кога доаѓа таа публика, нели, нека ми извина тама, стегната и така наметнато, тие и така се однесуваат. Значи не е аплаузот. Тука е аплаузот. Не е смеењето онака од душа, туку баш се внимава. На нас не ни смета некој ако му дојде искрено се насмее, нека се насмее. Ако му дојде искрено да изда. Како И тоа како? реагирате на Ние публиката? ја црпиме енергијата од публиката. Ако публиката јас ја осеќаме, играме баш ние до публика на таа сцена, што е Сега викам сте јас мала импровизирана, да, постојано на таа сцена. Значи, енергијата ја црпам од публиката, јас ја осеќам публиката, тој четвртиот зид. А види, јас секогаш мислев дека кога вие излегувате на сцена, вие не ја гледате публиката, едноставно си Ние не ја гледаме, Ема него ја ја осеќаме. ја чувствуваме. Ја чувствувате. Ние чувствуваме енергијата, значи ако публиката ни е пасивна и представата станува пасивна, ако публиката е задоволна, ние чувствуваме низината енергија и ја враќаме. Тоа многу пати и до нас, не само до публиката, може да биде супер публика, ама ние да немаме не знам каков ден, што викаат ден, што не го разбирам тоа. Што ретко се Не, случува. и тоа сакам да го еве Што Ангица. ретко се Како случува. на фудбалерите Да, нема. Ангица добро го начна и тоа прашање во отсуство, факт е дека ние немаме некоја сериозна театарска критика. Не, Критика немаме никаква. Нема воопшто. Воопшто и некако мислам дека се чувствувате многу полагодни, послободни кога не сте на тапет. Можеби вака сте на тапет меѓу публиката со интерни разговори, но јавната критика или театарската критика која што своевремено ја имаше, сега некако отсуства. Колку таа ви фали? Па јас За мислам да можете да се коригирате Фали. или Секоја критика треба секој да ја свати позитивно според мене и најнегативната критика треба да ја сватиме позитивно за да бидеме подобри утре, подобри и се подобри. Кај нас критика не постои, него постојат некои како јас ги викам пишување на љубовни писма кон одредени актери низ државата. Само позитивни критики. Нема негативна критика во Македонија.
Нема лоша представа, сите представи се добри, се е најдобро, а не воопшто така. Јас сакам како млад актер да дојде некој млад актер. Па добро, млади. Ние како вечни млади актерки, Што во млад Струмички актер, сакам да дојде било кој критичар и со факти да ме искритикува така како што треба, како што постои во светот и како што постоело порано. За јас утре да бидам подобра и подобра. А вака не постои никаква критика. Јас до сега, еве, скоро 10 години, јас немам прочитано една критика, освен кога бев во Црна Гора на гостување. Имаше критика со точни факти, напишано за представа. Се губи мотивацијата доколку нема критика. Да. Значи, играме, За немаме себе. никаква критика, играме за публика, факт за обична публика што не е така критична, тоа е секогаш задоволство да бидеме на чисто. Но фали таа критика, еве сега се случува нешто многу интересно, значи во моментот селекторката на Војдан Чернодрински на фестивалот доаѓа и гледа представи. Што е супер. Значи претходно ќе дојдат, ќе изгледаат една представа или можеби воопшто не знаеме како се Или пак, селектираат представите. Јас лично ја видов, жената ми беше професорка, значи симнувам капа, оди секаде низ Македонија и ги гледа сите представи кои што минатата сезона се поставени во тој театар. Да. И тоа е за браво, значи доаѓа и те селектира, и те мотивира. Да. Да, и лани, извини, Да, и лани не, истото се случи, беше друг селектор, не ми текнува како се вика, беше низ сите театри и само 8 ми се чини театри беа во конкуренција на Војдан Чернодрински, од кој бевме и ние, значи на селекторот му се допаднала представата Марија Браун и бевме внесени додека многу театри со големи искуства, дури големи театри, поголеми од нашите, не беа селектирани. Значи постои, но недоволно според Значи можно е. мене. Да. Не мора да биде се на ајде ќе форсираме една представа. Да. Репертуарот дефинитивно вие не го кроите. Тоа го крои уметничкиот одбор или како го Уметнички директор кај нас. некој тело кој што претпоставувам луѓе кои што се на такви работни позиции. Репертуарот дефинитивно Управата. вие не го креирате. Понекогаш ако имаме некакви оправдани отсуства. Како? Па во смисла можеме да се најавиме дека на тој датум имаме некаква неодложна Не, работа. репертуарот за оној кој што се креира, Кој тоа ми ги беше бира прашањето, представите, нели, кој што треба за оваа година, претпоставам дека сте ја доставиле до Министерството За програмата Да, мислиш? за програмата програма. просто. Но, Сега вака оваа година го креираше уметничкиот совет. да, советот, тој ми беше Да, Имаше уметнички уметнички совет. деконсултирали вас. Да, па ние бевме Ние бевме членови на уметнички совет. уметнички Јас бев совет. председател оваа година. Опа, што значи дека критиката за какви представи ќе гледаме 2023 ќе биде на јулија. Не мора да Не, значи. целосно. Не, затоа што значи јас бев само организацијски председател, само организацијски. Значи пет Што луѓе. ќе гледаме? Добро, тоа Не знаем, само да се формалностите. дообјаснам што не знаеме што ќе гледаме затоа Например, што предложивте? Тоа не можеме да го кажеме, но тоа што го предложивме ние петте луѓе се разбира во консултации со другите колеги наши актери. Значи исто така и режисерката вработена која што беше во тој уметнички совет и актуелниот драматург кој што е вработен. Значи ние селектиравме од сите понудени 5 режисери со понудени нели текстови. Понатаму тоа оди на преглед кај уметничкиот директор, предпоставувам, и директорката. Мислам дека се пратени 7, односно сигурна сум, што значи дека сепак и они можат да стават. Нашиот Не е предлог целосно, испратен, значи веројатно, не знаеме. Пошто немаме одговор од управен одбор. немаме. Потоа да оди на управен одбор и управен одбор додава ли одзема, така да ние на реалност не знаеме колку од нашите 5 предлози се пратени во министерство, барем неофицијално. Неофицијално може да знаеме, ама Добро, нема вообичаено да го 4 до 5 представи некако како резервирани за Струмичкиот театар. 3. Не, 3. Не, се 4. Ние даваме повеќе предлози за Секогаш се како пет. одеме ќе ни дадат Многу се повеќе. задржавме на оваа Да, тема, но да. мене ми беше поентата друга. Ако те прашам Бенинова, каква представа сака да игра Бенинова? Кој е одговорот? Не ги имаме нели сега. Сакам да играм јас по психологија, принцип. семејна комедија. Што? Јас сакам да ми се случи голема представа ансамблска со голем режисер,
драма нормално. Јас играм во комедии. Многу луѓе тоа сметаат дека сум комична, а јас не се сметам за толку комична и не ги сакам толку многу комедиите. Лично јас. Ми е забавно да ги играм, ама просто се повеќе тежнеам кон драма и мислам дека најмногу би сакала Шекспир, социјален ансамбл да се изигра и да се донесе на струмичката публика. Тоа е моја лична желба. Било кое дело од Шекспир да се земе, мене би ми било. Сакате да кажете дека на сцена кога ќе ги има или кога ќе се вртат едно 20 на актери? Зашто ги Да, немаме голема Струмички театар. ансамблска Голема драма. ансамбл. Само што Милкова, кај нас фала. Тебе што те влечи вака? А мене најмногу искрено ме влечат драми, бидам искрена, и покрај тоа што ме влечат и актуелни теми модерни, како што беше Кора од Портокал, значи баш за жени, современа, направена со се внатре, од музика до кореографии, до значи скоцкано како што треба да биде. Следно што мислам дека ни фали е повторно некоја семејна драма. И тоа јас баш би типувала, не знам, на Ибсен. Мислам дека ни фали Нора. Да, да. Да, јас би сакала да прашам, предпоставувам многу години сте во актерството. Може ли да направиме една паралела која ви е била најдобра улога или најсакана улога и која е она улога која сте играле така, чисто да се одигра? Може ли да издвоите нешто што Па имам јас да издвојам за најсакана, Ама ова најнесакана. вака да ја поминеме, нема да ја кажеме. Не можеш, мислам, јас лично немам улога што не ја сакам, можеби при доделување на улогата на самиот почеток со пробите нешто не било по мој кеф и не било нешто кое буди предизвик кај мене, но подоцна со текот на пробите си ја донесувам на кај мене некако повеќе на кај мојата енергија и морам да ја засакам, нема како да ја играм, а да тоа не ја ме сакам интересира. Ова е улога. политички Како одговор, да. колешке Мери. многу дипломатски, ништо не да, добива. Да, Прашањето беше конкретно, А вака сега. Улога што најмногу ја сакам и што најтешко некако стигнав до неза, тоа е Лаура од Стаклена менажерија, заради фактот дека е лик со големи проблеми и лик кој што е многу повлечен во себе, што е многу голема спротивност од мене. И ми требаше многу време да ги скротам моите гести, очи, тело, цела енергија, па и говорот, дури некој од публиката што не ме знае многу, доаѓа и вика, ја не знаев дека си ти, дури ни по гласот не те познав, значи комплетна трансформација и ми беше претешко и затоа веројатно и најмногу некако си ја сакам и чувам, но за жал многу малце пати се изигра. И мислам дека не го достигна тоа пошто се тек на изведби, се достигнуваат уште поголеми врвови отколку на премиера и мислам дека и не созреа представата и се тргна од репертоар заради незнаени причини, а имаше публика. Не знам зошто се тргна, но се тргна и мислам дека не доживеа да живее мојот најомилен лик до сега толку колку што е потребно. Јулија? Јас немам неомилени улоги. Добро. Сигурно имам нормално, ама се трудиме ние да не го искажуваме тоа. На крај сепак се засакува, ама нормално дека не можам не да се сетам, ама секако дека има нешто што можеби не ни било омилено по вкус, ама ние на крајот денот не сме во театар да го бираат нашиот вкус, нели? Си има Ние сме програма, ние сме професионалци и треба тоа да го сработиме. Исто така и за омилените улоги. Немам јас една омилена улога, значи како сезонски јас растам, јас се менувам и во секоја следна представа некако гледам да си ја сакам улогата. Сега, еве, во моментот многу си ја сакам улогата на таа во Кора од Портокал. Претходно многу си ја сакав улогата на Сноубол во Животинска фарма, специјално затоа што... Сепак имаш омилени. Па, да, ма не е дека не ја сакав и Виола од Шекспир. Да, твои си се некако како деца, не знам, јас барем така ги доживувам. Така. Малку сега нашавме многу теми околу за и околу театарот, културата генерално, но сега малку со оглед дека ова е за биди свој, малку и околу личностите Јулија Милкова и Јанкица Бенинова, кои се нели актерки при Струмичкиот театар.
Со оглед дека Бенинова добро ја знаеме, потекнува од Струмица, Јулија е од Валандова, ако не се лажам, коригирајме, Да. од Валандова. Бенинова, Добро знае колегата. со оглед на таткови, предпоставам дека некако се најдовте во таа улога. Но лично мене ме интересира како Милкова, кога и текне или како се најде да биде актер. Кога ти светна во умот како средношколка, предпоставувам, Како Да се- средношколка. да. Значи јас имав прекрасни професори по македонски јазик во средното училиште во Валандова, кои што знаеа да дадат насока како. Значи мојот професор Бранко Георгиев почна надвор од програмата за средношколци точно да ме насочува кон драма, затоа што виде дека имам капацитетот и одев по Радио Валандово, по школски представи, значи постојано сакав да бидам присутна на јавни настапи и да настапувам. И точно тој ме усмери во таа светска драматургија, значи освен лектирите, јас постојано читав драми. И од тука веќе некаде втора година средно, значи си кажав, значи јас сум за таму. Почнав интензивно да одам во Скопје секој викенд да гледам представи и ме фати магијата за театар. Потоа и дури матурска тема ми беше Шекспир. Ми помогна професорот и така се заразив со тоа, значи со одење на театарски представи и со тоа што ме потикна професорот по македонски јазик Ама, мене. Јулија, вие дојдовте од Валандово, кај што многу ретко може да се виде театарска представа во Домот на културата 25 Ама мај. јас сум валандовчанка што шета од градот надвор. Значи, уште како средношколка, едноставно те влечеше она што, нели, она фраза животот што штиците што значат живот. Да. Ама те влече и кога гледаш, значи мора да бидеш присутен на театар за да те влече. Едноставно, Да те зарази значи некако. едноставно мора да одиш и да следиш представи. Значи јас буквално сестра ми беше студент во Скопје во тоа време, јас буквално веќе во петок после училиште, ранецот на грбот, автобусот и Скопје. Петок вечер представа, сабота вечер представа, недела се враќав. И вака, Гледав како представи, средношколка ја гледаш представата на драмски, и што може ли да ни откриеш што мислеше тогаш? Еден ден Јулија и јас И јас би сакала вака. Те влече, тоа е магично, значи, ме штом се интересира. губиш како публика, додека прекрасните колеги актери играат, сега се веќе нели многу повозрастни. Значи тука има нешто што те влече, штом интензивно читаш драми и веќе влегуваш во тоа, значи треба да пробаш да одиш таму. Така да јас пробав, мислам, без да имам некој да ме препорача, Да. без нели родители, па барем и пријатели. Јас просто отидов на факултетот за драмски уметности, прашав што треба, таму сретнав едно момче кое што само што нели ќе дипломираше, а јас требаше да влезам во следната класа на Кирил Ристевски и на Зоја Бузалковска, односно они требаше да земат. И просто човекот ме праша што правиш тука и јас каде е ова она, ти кој си, јас сум Мартин, само што дипломирам, ти треба ли помош, ми треба помош, ако сакаш јави ми се, јас ќе ти помогнам за монолог, за било што тука, така се случи. Јас си заминав, утре дента му се јавив, можеш ли Мартин да ми помогнеш, јас сакам да конкурирам, нема проблем, најдовме монолог, ова, она и поминав приемните и така влегов. Ме интересира што треба една личност да поседува за да стане глумец. Например, претходниот гостин ни беше спортист, знаеме, да имаш талент, но и многу работа. И храброст. Дали е случај кај вас? Исто. Што е пресудно? Па, Талентот? талентот е важен, но многу повеќе работата отколку талентот. Може би 1% според мене да е талентот. Се друго е многу работа. И Значи, многу ама храброст, многу да, е и важен важен. тој 1%. Важен. Значи без И тој јас 1% нема. Јас не би можела да бидам глумица во никој случај. Затоа прашувам. Не знаеш, значи, може би имаш нешто. да се пробам и таму. Анкица, истото прашање, со оглед дека Мери некако се вмеша, нели, таткот ти е актер. Предпоставам дека некако така почна. Па, веројатно, кај мене е но наметнато. како се најде ти? Дали викаш тато добро заработува, па јас добро ќе заработувам? Сигурно. Или Да. и јас сакам да играм на сцена? Како па не знам, јас- пресудното дојде и ти да се одлучиш? Па не знам, може би
не знам, 5-6 години уште кога бев јас кој што да ме прашаше што е нормално, одговарав глумица заради тато, но кога почнав посериозно нели да ги гледам целовечерните представи за возрастни, не за деца, јас сакав да бидам како баба Зора. Што не Георгиева. кише да ја викаме баба. Зора Георгиева, Зора мислите? Георгиева, да, јас не викав сакам да бидам како тато, пошто тато е машко. Тогаш, така размислам. Да. И викав, јас сакам да бидам како Зора Георгиева. И тоа ми беше сакам исто вака да играм, сакам вака да изгледам, вака да се понашам. И не знам, кај мене е другачие, заради тоа што кај мене можеби е наметнато. Јас сум спиела на тие столици, таму сум порасната и јас за друго ништо не знам. Мене, ама зашто татко ми викаше запиши се средно медицинско. Како да се запишам јас средно медицинско? Ја не можам да играм улогата, некако си нели? предодредена. Не една недела, 2 недели, 1 месец, 2, 3, 5. Добро, ама Просто во цел вашата живот професија глумиш, можете сестра. да бидете Се. во 2 часа и доктор. Да, може. Хирург, свашта, да, можеме. Па тука е убавината, ние можеме да бидеме се. Она што ме интересира и сакам да го доловиме преку Биди свој, ова се ваши патешествија на некој начин, еве рече дека Јулија морала да патува до Скопје, па да ранецот и во Драмски ти морала да бидеш на клупи, на столчиње во... И не сте се откажале од вашата желба, вашиот животен пат. Но она што мене ме интересира како изгледа тоа да се биде актер. Актер не на сцена. Туку ви се дава една улога и вие морате да ја соџвакате, да ја совладате. Анкица е темпераментна. Што би можел да кажам, уште по-темпераментни и Јулија. А треба да се одигра некој лик кој што ќе биде многу смирен, таинствен, тивок. Како успевате таа трансформација да ја направите со себе? Дали тоа го правите само на пробите во театарот или Јулија или Анкица пред огледало се гледа и се трансформира во личноста на Ване Трајков, не знам ја. Ајде, јас затоа што право ќе се надоврзам на прашањето претходно на Мери, дека за да си актер, кажав, треба да имаш и храброст. Не само талент и работа, треба да бидеш многу храбар. Значи, треба баш да си храбар за да можеш да влезеш во некоја си друга кожа, односно да изиграш некој лик. И тоа да го направиш веродостојно, публиката да ти поверува. Значи, треба комплетно да се трансформираш. И тоа бара од нас многу енергија. Ние после представа сме секогаш многу уморни. Вие си мислите, саат и 30 минути се на сцена, што толку се уморија. Ние во тој час и 30 минути сме други луѓе, кои што многу не исцрпува. Не зема целата енергија, затоа што јас не сум Јулија, така темпераментна, туку сум некоја друга господја, смирена сум, не знам, мајка на 20 годишно дете која што има не знам какви проблеми, сум некаква си таа која што не ги мрази сите мажи или не, или како и да е, значи тоа нас не исцрпува и сега тоа е реално тренинг. Можеби кога сме биле помлади дома, почесто сме работеле. Сега веќе како одминуваат годините и како ние имаме искуство, значи јас лично тоа го правам само во театар. Дома, да, можам да учам тексти, тоа го правам, значи само текстуално, но градењето на ликот, целата гестикулација, најчесто се прави во театар. Се разбира, претходно истражуваш за тој лик каков е. Не знам, сме имале работа, да кажеме, кога работевме на Идиот, нели, имаше лик кој што имаше епилепсија. Значи, ние направивме цело едно истражување какви се тие луѓе што имаат епилепсија, како се однесуваат, за да може колегата нели да биде точно таков. Тоа е да работа, убаво е и ама е исцрпувачко. Јас имав едно, неодамна гледав едно интервју, не се сеќавам на кој беше актерот, дека му треба саат или 2 после представата да се врати во своја кожа буквално, да биде повторно свој. Дали на вас ви се случува тоа? После представата да морате да бидете сами или да имате време за да се вратите повторно во своја кожа? Мене лично не, затоа што после представата, како што кажав, сум уморна, гледам веднаш да си се вратам на свој и веројатно и со тек на време учиме како да ги дистанцираме работите. Значи 15 минути пред представа да ни треба
молк за да се фокусираме, може би 20, на некои 30, сите сме различни луѓе, различни карактери, тоа не се однесува само на како глумец, дека сите глумци се такви, туку е карактерна особина на самиот човек, дали влегува или излегува од ликот порано или покасно. Имате ли разлика? Извини, да. Не, сакаш јас сакам да кажеш? кажам, Не, например, јас сум некој, се зависи кај мене од улогата што ја играм. Има улоги кои што не знам како да се изразам, како од джеб да ги вадам. Добро, полесно, Има улоги кои што Да. ти треба, има улоги кои што ти треба многу енергија, има улоги после кои што стварно мене ми треба саат време. Лично мене. Има улоги после кои не сакам со никој да зборувам. Има улоги кои што и позади сцена си функционираш како ти и многу полесно, нели, го правиш се тоа што треба да биде на сцена. Значи се зависи од улогата. На прашањето како стигаме до една улога е истото, секоја улога е различна, но секој лик, како што каже Јулија, бара истражување и анализа на личноста и како една лична карта. Ване Трајков е таков и таков заради во детството тоа и тоа, заради не знам што и не знам како. И има работи кои што ние претходно ги анализираме, за после јас лично на сцена интуитивно најчесто, јас така функционирам, најчесто интуитивно стигнувам до резултатот кој што претходно во мојата глава е целосната анализа направена со режисерот, па и дома. Зависи периодот, не знам, ако играш Втора светска војна како Зависи Марија типот Браун, на представа. значи ти треба да почувствуваш многу работи и пред да започне представата. Значи започнува со полна енергија. Вака дома Анкица, значи листовите и шеташ по станот, по собите. Со текстот, трчаш. И гестикулации. Во крие. Се случувало ли тоа? Тоа сакав да ја прашам. Значи, Да, јас имам да, со тефтер, текст, да. јас имам тефтер и текст секогаш при припремање на представа до мојата спална. И јас спијам и одеднаш, пошто јас и кога спијам, не спијам, веројатно, не знам, така сум малку чудна. И вака со левата рака одма тефтерот, пенкалото и се запишува некаква мисла. Утре ништо не важи, што сум запишала, нема никаква логика тоа што сум го запишала. Затварам, па некакви неповрзани работи, но подоцна кога ќе излезеш на сцена интуитивно како што кажав, кај мене, не знам или Јулија другачие сигурно функционира. Се склопуваат коцките и доаѓаш до некаков резултат, но многу е важна енергијата од партнерот. Има актери со кои што полесно комуницираш, има актери со кои што потешко комуницираш. Зависи од енергијата на сцена, ликовите, како ја доживуваат, кој колку ќе се даде во подготовката на представата. Повторно отидовме кон она професионална Има ли некоја, Дај нешто криво. некоја интересна ситуација? Мене ме јас би интересира. сакала Вие слушнам. толкувате многу ликови, а сепак сте обични луѓе. Да. Го превзимате ликот и на Вана Трајков и на Мери Јанчева и мислам сега да не ги наредуваме она што го играте. Знаете да се помешате во реалниот живот? Не. Правите дистинција? Правиме, да. Нормално ќе бидеме во лудница. Да, ментално ќе пушти. Не знаете зашто ако Сега ќе ти кажам, знам кој ти е прашање. Види, разбирам што ме прашуваш и сега кога ќе ти одговорам се надевам ќе ме разбереш, ама верувај дека има луѓе што не разбираат, значи кога ќе кажам ако јас се бакнувам со партнерот на сцена, јас го бакнувам на сцена, мене тоа приватно ништо не ми значи. Да. Ако јас се соблечам по прслук и по гаки на сцена, а јас така лесно се соблекувам на сцена, јас приватно така лесно сигурно не би се. Ладно ми е. Ладно е. Сега, ти верувам ќе ме разбереш, ама замисли има луѓе кои што тоа не го разбират, нема шанси, вие сте. Видете, актерскиот живот е тежок. Кога ќе излезеш надвор во општеството, посебно во една помала средина или средина која што не е доволно едуцирана за тоа што е театарска представа. На нас ни фали едукација за Уште театарска во образовниот систем. представа. Значи многу малку луѓе разбираат што ние работиме и многу малку луѓе се мислам сериозно мислат дека не знам, ќе го земам Стојан за пример, дека последно со него не знам имавме во секс лаги или убомора се бакнувавме. Мислам, како бе вие двајцата имаве нешто како да не бе да не 100%. случајно Стојан се разведе сега од жена му, оти ние на сцена стапме. Мислам, како да ви кажам. или Мене ми е Има- смешно. има незгодни Мене ми е прашања од смешно, многу ама луѓе, понекогаш сето тоа и ми е тажно, иако сум човек кој што не обрнува внимание нели на тоа што се зборува надвор.
ама би требало да луѓето малку почесто да слушнат ете што ние ќе кажеме. Мислам, барем да ни поверуваат. Моето прашање не беше во таа функција, но добро одговори на тој сегмент. Ликовите при Да, бидејќи ако евентуално вие сте агресивна во представата, значи и тоа да бидете агресивна на улица. Не, кажав не, веднаш ти одговорив не. Значи има дистинкција меѓу она што значи професионализам и Тоа значи ако јас во представата сум многу заљубена, треба да излезам од театар и да бидам заљубена. Да, знаете што, сепак се девојки кои што едноставно ако сте таму на сцена строги и во приватниот живот ќе кажат па како да и придам на Анкица ако таа строга, мислам тоа ми беше. Мене многу често би го поставуваат тоа прашање и мене ми е пресмешно као сега ти глумиш? Да. А како мислат како што глумам? Значи сите ние глумиме во приватниот живот разни ликови, милиарда ликови, домакинка, жена, мајка, не знам што не. Тие се ликови, така? Не Имате ли вие како жени актерки некои предизвици во ова мало општество во кое живееме, со кои треба да се соочувате? Дали има разлика помеѓу машко глумец и Сигурно. Има како може Имате? нема да Поголеми тешкоти? да беше машко глумец облечен на плакат, немаше да има толку коментари колку што има за жена актерка. Правиме мојабет за гаки и прслук. А луѓето во светот не знам што. Да, јас во Љубљана видов плакат каде што буквално беа со голи газови на плакати на сред Љубљана. И тоа беше уметност таму? Театарска представа, а кај нас Порнографија. Нека и сите. Сакав да кажам дека некако се ослободуваме од тие стеги во последниве зборам за македонската целокупно, за разлика од она што беше претходно, секако некои нови ветришта доаѓаат. Но она што мене ме интересира, секако доаѓаат и нови ветришта кога станува збор за еден театарски проект. Гледаме од мюзикли, гледаме од одлични сценографии, музика, сценски елементи, светлосни елементи кои што даваат живот. Колку тие попратни елементи, освен актерската игра, се многу важни за таа да биде еден пакет. Тоа одиме ли чекор напред со светскиот театар? Јас мислам дека одиме, види сега не случајно и на академија ние имаме соло пеење, да не се лажеме. Да. Значи ние треба да видиме и танчери, и балерини, и пеачи во една театарска представа. Мене ми е многу мило што ете сите тие оделни уметности се спојуваат во една театарска представа сега во последно време и дека и ние како Струмички театар го следиме тој тренд затоа што веќе имаме две представи од минатата сезона на репертоар во кој што имаме пеење, играње, кореографија и плюс представа и сите тие елементи баш се вклопени. Така да тоа е супер, го следиме трендот. Да. На почетокот ве прашав со оглед дека сте млади личности, а забележувам дека и во последно време некако младите честопати и се најприсутни на седиштата во публиката. Колку тоа ве импонира? Со оглед дека претежно млади доаѓаат И за жени. Не само млади. жени. Ние имаме, па можем да кажем 70%. Па не е ли така во Струмица повеќе жени имаат? Има, ама Добро, за разлика од Валандо може. Тоа беше порано. не, многу женска и млада публика имаме, што тоа е за мене среќа како жена. И за мене Јас се исто радувам гледаш. Значи, кога публиката, јас сакам да има и, нели, Добро, се врти околу жената. Секаква публика, па да. Мора да Вие прифатите некои сакали факти или кои не? Тоа е Види факт. сега, не знам кога се изгубили таа млада публика, значи јас во 2006 кога ја одиграв тука првата представа во Антон Панов, првото нешто што го кажав е леле браво, колку млади има во публика, колку средношколци доаѓаат буквално парови. Средношколци, јас бев Има, изненадена и јас затоа што ја знам. во Скопје чинам немаше толку ако не ги организираат, но во Струмица имаше. Така да има млада публика постојано сметам, сега повторно има некаков ангажман и од професорки од средното кои што има часови, ги носеа на проби, се сеќавам доаѓаа на проби. Тоа е многу важно. Многу е важно од мали нозе да се створи. Не е работата само да се дојде на театарска представа, туку јас честопати со колегите кога зборам, ако одредена представа е поставена, барем малку изгуглај, прочитај, види што, како, за да знаеш да ја примеш подобро, за разлика од она само оди и седни и гледи
и она што можеби моја констатација дека струмичани најмногу уживаат во комедија. Па да, Да. во последно Не време е тоа е само доказ. струмичани. Тоа е доказ. Колку пати Секаде е одигравте Хотел Палас? Хотел Палас не знам колку пати Ама одигравме, се но е слаги претежно, љубомора. но е нова представа е една година. Јас бев Нема два ни една пати година само. Само од јас бев Хотел два Палас, а има се слаги љубомори кои што ја гледаа по 9, по 10 пати, викам па добро, има исто се. исто мене игре, ја знаеш цело влога, зашто да ги Да, не да. гледам. Очигледно нашиот разговор нема да заврши. Со актери може и јавен Не, настап, може уште многу да зборуваме. Мене ме интересира, имате ли приватен живот? Што се случува надворот од Па и од тоа е, домот тоа, на па и култура, тоа да. беше, тоа се Имате ли? два Имаме, различни лика во една личност, и не знаат како да им придат и не знаат како да се Да. однесуваат на јавно место бидејќи ја поистоветуваат со одредена улога. Се случува и тоа, да. Се случува и тоа подалеку вие се актерки, нели, таму прават кој знае што прават. Ќе ти глумат, Да, ама ќе ти знае да глумат, види седи глумат, мира, па ќе да, ти Знае да глумат. види види позитивно. позитивно Например, мене ми се зависи. случи пред музеот, имаше настан, една жена дојде, прв пат ја видов, дојде така силно ме гушна и ми вика фала ти, фала ти, фала ти. Јас се збунив као што се случува? Многу ти фала, многу ти фала. Викам нели што се случува и ми вика после одгледувањето на представата Марија Браун, бракот на Марија Браун, ти како лик пробуди многу прашања кај мене и јас почнав другачија да функционирам и многу побрзо да ги решавам проблемите во животот. Ама, Значи, секоја представа кај некој буди праша некакво- приватен живот, мислев некој маж дојде да Не, не. Па и јас на тоа Не, мислам. доаѓаат после, убаво се разбра. Не, доаѓаат после се случува. комедии такви каде што играме, можам да кажам, нели, по секси и мислам, ти бака. Те имам видено. Те имам видено, гола. Акробации правиш, Те ти имам не знаш видено што. со кратка сукња. А вистина ли е дека актерките се опасни женски? Па не знам, тоа треба некој друг да го каже, јас не можам Па да добро, кажам за од себе дека сум обкружувањето опасна сигурно сте слушнале бидејќи го слушате нели и гласот на публиката. Па ние да ти кажам во Струмички театар сме опасни женски. Не можам да кажам дека во сите театри се опасни женски, заради тоа што дојде на еден режисер жена му и кажа дека најопасни женски сме ние неколку во Струмички театар. А Не знам замисли, дали јас се имам и роден. Да, Мисли и мајка. да, и мајка. Само за опасна. крај, со оглед дека бидете своји, свој каст кој што треба да упатите на порака, што би сакала Анкица до младите или оние кои што сакат утре задутре да заиграт на штиците што живот значат, иако има многу да се зборува, сакав и многу да ве прашам, но времето веќе не ограничува што е она подобро, дали на филмско платно или на театарските штици, но за тоа од некоја друга прилика. Која е она порака, Анкица, што би сакала да ја упатиш до младите? Сите ќе кажат не се откажувајте од животниот сон. Да, тоа е во правило, но што Заради фактот што подкастот се вика Биди свој, многу луѓе не се свој и многу луѓе не го живеат сонот. Еве јас знам примери за луѓе кои што сакале да бидат актери, но заради општеството, заради коментарите, заради тоа е платено, не платено. Ако ти не почнеш да ја работиш таа работа, не знаеш дали е платена, не платена, ваква или таква. Значи, многу деца сонуваат да станат актери, но се сопрени од општеството, од родители. Јас тоа би им го порачала. Колку и да е клише, тоа што ќе го кажам, но нека го следат својот пат и нека бидат тоа што се они. Не мора да бидат адвокат, нека бидат глумци. Не знам што. Или ако не им дозволуваат од дома да бидат адвокати, им кажуваат да бидат нешто друго. Например, како мене татко ми што ми каже биди медицинска сестра, не можам јас тоа да го работам. Јас на прва операција ќе се онесвестам и пациентот и јас Толку. така да секој треба да го следи својот пат и да биде среќен со тоа што го работи. Тоа е најважно. Среќна си, Милкова? Да. Порака? Порака би се надоврзала. Излезете од стегите на нашето општество, кое што за жал не е баш најдобра средина во која што живееме и се надевам дека младите како млада сила и како идни генерации ќе успеат да ги сменат
нештата со тоа што ќе излезат од стегите, ќе излезат малку надвор од градот, ќе излезат малку надвор од нашата земја да видат што се случува во другите земји и можеби таа некаква си култура ќе ја донесат тука. Колку и да сакаме ние да го држиме нашето традиционално и слушајќи родителите и така натаму, не луѓе веќе не можеме да си го дозволиме тоа. Нашите родители го изживеале своето. Оставете на ние да го живееме нашето и да го следиме нашето срце и тоа што ќе ни го каже нашата интуиција. Да ги следиме нашите соништа, едноставно нашите желби и да упорно работиме на тоа поле, барем колку што ве разбрав. Така да. Колега одијата, ја препуштам тебе. Јас ви благодарам, ова беа, благодарам Анкица, благодарам Јулијана. Јулија. Мораме Или Јуля. Јуле, вообичаено се расправаме на тоа околу дале Јулија или Јулијана. Многу успех пред се, бидете своји понатаму во своите животи, а на театарските штици вистинска смислена ликот кој што треба да го донесете пред публиката. Успешни представи, дај Боже, да освојувате награди, бидејќи наградите се и мотивација и признание од не само жирито, но и од публиката кој што сака да биде дел од театарските представи. Вам почитувани, секако бидете дел од театарот, струмичкиот, па и прочем било кој. Посетувате театарски представи, читајте книги и едноставно бидете своји и следете го вашиот пат.